Добро утро. 9 мај е ден на победата над фашизмот и ден на Европа. Светот ги одбележува овие два важни историски датума, а тие се повод за денешното гостување на Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европски политики Скопје. Господја Кацарска, добро утро, добро дојдовте во студиото на Талма. Добро утро. Македонија е заглавена на патот кон Европската унија, односно Европската унија стана некако недостижна дестинација или пак конечно е одблокиран на таа локомотива, ако така може да се нарече, со минатогодишната прва меѓувладина седница, конференција. Да, често пати блокадата или возењето на локомотивата кон него е некоја метафора што ја користиме. Веројатно имаме, секако, во секој случај имаме уште една голема пречка која што треба да ја надминеме, односно тоа се уставните измени, барем една. Така да не изненадува фактот дека генерално во јавноста ова веќе се гледа како еден процес кој што е исклучително долг, можеби и процес без крај. И ние често пати со колегите и од останатите организации кои што се налик на нашата, односно истражувачки организации кои што работат на европското пристапување, кои што ни се колеги од ЕУ, се обидуваме да укажеме и на челниците на Европската унија дека истиот мора да биде забрзан за Западниот Балкан, меѓутоа доколку бидеме реални, промените од минатата година и навестуваат дека можеби ќе имаме некое забрзување во тој контекст. Имаме ли зошто денеска со полни гради, со полно задоволство да го прославуваме Денот на Европа? Видете, Денот на Европа се поврзува со голема идеја на помирување, со победата над фашизмот, како што ја споменавте, со градењето на мир на нашиот континент, така да никогаш мислам дека не би било здраво да ги поврзуваме можеби нашите фрустрации кои што ги имаме несомнено барем ова генерација кои што живееме во овој период историски со денот, со самата идеја која што ја носи денот. Мислам дека би било многу како земја која што е изградена исто така на антифашизмот, мислам дека е многу неблагодарно да можеби она што го чувствуваме во овој историски период ни влијае на чувството кое што го имаме за таа европска идеја која што се базира на помирувањето, се базира на соработката во овој наш континент кој што на крајот на криштата и не е толку многу голем колку што ние го замислуваме. Не правиме паралела, како што велите, можеби е погрешно, меѓутоа ги споредуваме, ги вагаме нештата, иако таа Шуманова декларација за помирување помеѓу Франција и Германија, двата клучни непријатели во текот на Втората светска војна, само 5 години по завршувањето можеле да се помират до тој степен и да ја формираат Европската заедница за јаглен и челик, што е основа за денешна Европа. Ние денеска се наоѓаме затечени кога некој се обидува да ни го негира идентитетот. Јасно, и тука да. се раѓа таа фрустрација, веројатно. Несомнено, визијата на Моне и Шуман е токму и на тоа мислев. Не мислам дека би требало она што ние во моментот го живееме да ја намали вредноста на визијата, иако тоа не го менува фактот дека во моментот не гледаме политичари со таква визија и лидерство административно, бидејќи Моне и Шуман не биле политичари сами по себе, веројатно и немало ни да стигне до онаму докаде што стигнало ако тргнало од политиката. Визијата нивна, мислам дека е многу валидна денеска, веројатно останала валидна во овие 70-ти на години и веројатно ќе остане уште многу долго валидна. Иако е прашање дали ќе го доживееме тоа лидерство кое што го имало во тој период, а и во многу клучни моменти на Европската унија, како што и беше почетокот на 21 век во кој што унијата реши после промените од 90-тите да прими голем број на земји под прашалник на тоа колку биле истите подготвени, меѓутоа тоа се случувало и претходно. Се случило и со Грција. Прашање и Шпанија и Португалија колку биле всушност подготвени, а колку било резултат на токму оваа визија на тоа дека ќе им помогнеме на одредени земји, па тие понатаму ќе ги стигнат стандардите. Овој пристап очигледно не се применува во Западниот Балкан, ние одиме по поинаков пат. Да, уште малку по повод денот 9 мај, рецептот на француско-германско помирување, двата непријатели од Втората светска војна ја основаат заедницата за челик и јаглен во 1950-та врз база на идејата на Моне, па Шуман ја надградува тоа со декларацијата. Ние правиме обратен процес со нашите источни соседи, со бугарите од релативно добри соседи, коректни,
во последниве години односите се нарушуваат до голем степен. Го делите ли впечатокот на жестоките критичари, најчесто доаѓаат од редовите на опозицијата, кои велат дека по потпишувањето на договорот за добрососедство од 1 август 2017 односите со Бугарија наместо во подобра насока одат во полоша? Видете, не знам дали би поврзала некоја причинско-последична врска, значи директно со самиот договор, иако не сумнам дека тој беше искористен од Бугарија во тој контекст. Мислам дека ние сме жртва на политичката нестабилност во моментот во Бугарија, која што креираше простор да се искористат и онака постоечките прашања за кои што ние долги периоди 70 и повеќе од многу долго имаме спор. Така да овие прашања во Бугарија тлеа, мислам сите сме ние свесни за нив. Меѓутоа мислам дека ситуацијата во која што се најде Бугарија и во која што во моментот односно да не заборавиме дека Бугарија се уште нема влада, дека скоро 3 години се бори низ тој процес, мислам дека овие политички услови создадоа многу поплодна почва за жал за искористување на овие прашања за внатрешно политички дискусии во Бугарија, за да решаваат некои прашања кои што чувствувале дека не биле решени со векови од нивна страна, ако погледнете во однос на така нареченото македонско прашање, така да веројатно договорот придонесе беше искористен, меѓутоа не сум ни сигурна дека бидејќи немаме сценарија во кој што тој не постои. Знаете, немаме алтернативното сценарио во кој што се уште не можеме да бидеме сигурни дека во дадените политички услови во Бугарија немаше да се искористат можеби одредени прашања повторно за да се креира блокада врз Македонија дополнително. Шефот на дипломатијата Османи вчера од Вашингтон порача дека, како што рече, благодарение на неопходните одлуки, колку и да биле политички болни за краток период, Македонија успеала да го стопи вечниот мраз. Го цитирам, околу пристапниот процес во Европската Унија по 17 години во чекалната. Го делите еве впечатокот, се согласувате со ставот на Османи дека е стопен вечниот мраз? Веројатно е се уште многу лизгаво на тој мраз. Не мислам дека крајните делови се стопени. Тоа, значи, ќе видиме како ќе се одвиваат и уставните измени, тие се пречка, значи, која што е дополнително креирана за нас. Мислам дека постои и во ЕУ дискусија во однос на тоа на каде треба да се води проширувањето. Мислам дека многу од челниците на ЕУ се уште и разгледуваат кој ќе биде ефектот на ваквиот начин на дополнителни условувања кои што се креираа со нашата рамка, така да веројатно не би рекла дека сме дошле некаде до 0 степени од одмрзнувањето на вечниот мраз. Веројатно уште сме некаде на -1-2. И вели политички болни на краток рок. Политичка цена, барем актуелната власт, до сега не плати заради тие неопходни одлуки кои биле политички болни. Веројатно повеќе мисли дека биле болни за нацијата и за оние фрустрации кои вие велите како генерација ги чувствуваме сите, поради долгиот застој на тој европски пат, прво поради ветото од страна на Грција, па потоа по Преспанскиот договор поради ветото од Бугарија. На што мисли кога вели Османи болни на краток рок? Веројатно мисли на сега многу е неблагодарно толкуваме нечи изјави на ваков начин, меѓутоа мислам веројатно дека на чувство и кај популацијата, кај македонскиот народ и генерално кај сите граѓани на Република Северна Македонија, дека едноставно сме многу често пати неправедно, како што велите, надвор од самите критериуми за пристапување, сопрени. Иако ние бевме и се уште сме многу соработлива земја со Унијата. Ние сме покажале дека доколку Унијата има нешто јасно кое што го нуди и она што се бара од нас е базирано на правото на ЕУ, ние често пати сме многу пати сме испорачале многу подобро од оние во регионот, знаете. 22 години од спогодбата за стабилизација и асоциација нема ниту една земја во регионот да покаже како досие. Тоа споредбата е Хрватска и во сите овие услови мислам дека се мисли на разочарувањето кое што честопати се чувствува и кое што е евидентно и во анкетите, кое што е евидентно према ставовите кои што ги има јавноста према во однос на довербата во ЕУ, иако повторно велам, ние никогаш не сме изгубиле како општество,
она поддршка за членството која што се уште е над 60%. Мислам дека е дури и по грчкото вето и по ситуацијата со Бугарија, мислам дека е дури чудо како таа поддршка се уште тлее толку. Велите сме сработиле многу, еве вчера шведската амбасадорка ни порача дека од нас зависи, директно прашана дали 2030-та е достижна цел полноправно членство во Унијата за Македонија. Таа рече од вас зависи, имате висок степен на корупција. Еве и вие учествувате во сите реформи, ги наблюдувате, ги анализирате и ги коментирате. Во 2017-та Македонија тргна во така наречената 369 реформа, нели, за деполитизација на судството, за борба против корупцијата, за владење на правото. Еве 6 години подоцна имате чувство дека сме направиле нешто, сме сработиле нешто кога станува збор за таа задача? Видете, само да се кога велите сме сработиле многу. Значи, она што на кој што јас се осврнав е дека сме земја која што има најдолг период на искуство со стабилизација и асоциација, што значи дека нашите институции се вгнездени во европската агенда. Сега, должината на овој процес самиот влијае да тој всушност едноставно се разводнува после одредено време. Како земја која што не ги почна преговорите многу долг период, се осипаа кадрите, се на некој начин и тој компас на Европската унија се подзагуби некаде. Не секогаш го покажуваше точниот правец. 2017-та ја споменувате, несомнено и ние како институти, многу од познавачите, видоа напредок 2017-та и 2018-та година. Тогаш, ако се сеќавате, беа донесени многу важни стратегии кои што беа имплементирани. Меѓутоа, сите го чувствуваме изгубениот елан после 2019-та, многу случувања на ниво на ЕУ, тука беше една година во која што делумно поради француските избори, поради изборите во Европскиот парламент, имавме застој дополнителен и без Бугарија. И од тогаш несомнено е дека големите политички прашања како што е Бугарија ги засенија овие за кои што вие говорите, односно основата на реформскиот процес и владењето на правото. Ние ќе мора на нив да се навратиме. И мислам дека овој процес ни покажува дека било која реформа не е доволна сама за себе, не гарантира одржливост и дека мора перманентно да се работи. А ако во одреден период решите дека ќе се посветите само на политичките големи прашања, како што е во нашиот случај се третираат надворешната политика и односот со Бугарија, а ги занемарите реформите во правосудството, антикорупцијската политика и така натаму, несомнено е дека ќе има прашалници и внатре во државата, бидејќи на крајот на криштата јавноста ги очекува тие реформи поради нас самите кои што сме решиле тука да живееме. И дополнително поради сегментот на тоа што ги ни придонеса за членство во ЕУ. Да, и амбасадорката на земјата која во моментов претседава со Европската унија вчера беше јасна на прашањето дека да, неопходна и промена на уставот, односно отворање на уставот за внесување на бугарите во уставот како мерка, чекор, пречка која треба се надмине за да продолжат преговорите, но вели главен проблем ви е корупцијата. Не спомнува дека отворањето на уставот е единствено нешто што треба да го завршиме за да тргне таа локомотива по забрзан колосек и до 2030-та да стасаме таму. Прашањето тука би било дали Македонија, како што самата кажавте, процентот на доверба и на таа поддршка за евроинтеграција е се уште релативно голем во Македонија и покрај бројните разочарувања. И ние јасно кажуваме дека немаме друга алтернатива освен членство во Европската унија. Имате ли чувство дека таквиот впечаток го делат и клучните земји во Европската унија, дека немаат план Б за проширувањето на Европската унија, кога станува збор за приемот на земјите од Западен Балкан, или пак тука се тактизира со оглед на расположението во тие земји, бидејќи знаеме дека анкетите покажуваат голем отпор кон прием на нови земји членки, особено од Западен Балкан. Мнозинството холанѓани, скандинавци, германци, австријци не сакаат да ги видат црногорците, македонците, србите, албанците како полноправни народи на земји членки на Европската унија. Видете, едно прашање е ставот на јавноста во земјите членки, кој што флуктуира, но мислам дека овој аргумент за позицијата на
граѓаните во земјите членки на ЕУ веќе не се користи толку многу. Мислам дека прво беше прашањето на тоа дека воопшто во јавноста, во дел од земјите членки воопшто нема никакво познавање за Западниот Балкан. Значи, луѓето едноставно не знаат. Тоа е првата точка. Второ, кога се говореше за проширување на Европската Унија во изминатите 2 декади всушност во голема мера во големи клучни земји како што е на пример Франција, ова прашање беше доминирано беше доминирано од страна на потенцијалното пристапување на Турција. Често пати на граѓаните и на јавноста им беше многу тешко да ги разединат Турција и Западниот Балкан. А свесни сме за која големина зборуваме и за кои различни општества. Многу од истражувањата, на пример, кои што беа вршени за Франција особено, покажаа дека всушност на граѓаните на Франција не им е толку важно пристапувањето на Западниот Балкан, може и да го поднесат, да речеме под наводници. И несомнено е дека руската инвазија во Украина и украинската апликација за членство, како и апликациите на Молдова и Грузија, го сменија поимањето на самиот процес на проширување во Европската Унија. Така да сега веќе аргументот многу повеќе се движи кон тоа како би требала ЕУ да се реформира во однос на носењето на одлуките внатре, бидејќи да не заборавиме минатата година имаше голем процес во Европската Унија поттикнат од претседателот Макрон за голема конференција, односно големи јавни дебати, граѓански дебати во однос на тоа што треба да се промени во ЕУ. Сега многу повеќе е фокусот на тоа што би се случило доколку овие 27 сега станат 33, односно потенцијално 36, ако ги рачунаме, ако ги сметаме Украина, Молдова и Грузија, и колку би се блокирало носењето на одлуки внатре. И ова ме носи кон почетокот, одговор на почетокот, првиот дел на вашето прашање, дали има алтернатива или план Б. Мислам дека се уште не се размислува јасно за потенцијални алтернативи, а одобрувањето на кандидатскиот статус на Украина отвара многу прашања со оглед на потребите кои што таа земја ќе ги има и со оглед на нејзината големина во однос на тоа каква улога би имала во Европската Унија, меѓутоа за тоа се уште не се дискутира. Она што го знаеме, што е различно да речеме, е дека Европската Унија очекува од нас барем преку Берлинскиот процес прво да го изградиме тој регионален пазар, односно да работиме паралелно на истиот во контекст на пристапувањето во ЕУ, за кој што придонесува и кон помирувањето во регионот. Меѓутоа јасно е дека им треба и добар пример на земја која што би пристапила за да покаже на останатите. Што е поблиску до вас сега, значи, дека ќе се случи Европа во втора брзина, некоја паралелна Балканска унија што ќе биде налик на Европската унија, односно ќе биде таа некоја второ ниво или не знам како ќе го наречат, како ќе го крстат, или пак дека ќе го сменат моделот на функционирање, па... Видете, ако имате кристална топка, тоа би можеле да го кажете. Во ЕУ моделот на носење на одлуки долго време се дискутира. Не би рекла, значи тие го оставија на некој начин, да речем, големата промена се случи кога ЕУ се зголеми од 15 на 28. Значи со проширувањето 2004-2007 и со Хрватска понатаму. Големата промена е тогаш. Тогаш беше оставен начинот на одлучување како што е. И мислам дека тоа е неспоредливо ако не можете да споредите зголемување од 15 на 28 членки со 28 со 36. Мислам дека генерално аргументот дека ние многу повеќе ќе ги блокираме, јас не го прифаќам, меѓутоа тие секако имаат проблем со ветото, со неговото искористување. Ние најчесто кога ќе велиме вето мислиме на Бугарија, меѓутоа не мислат ни тие внатре дефинитивно само на Бугарија, мислат на санкциите према Русија, мислат на многу други прашања и затоа на пример она што е најново е дека во средата или четвртокот минатата недела веќе имаме јасен повик од страна на 9 земји членки, меѓу кои се Германија, Франција, Италија, Шпанија и неколку останати за менување на начинот на носење одлуки во дел од надворешната политика, односно да се работи по двотретинско мнозинство. Ова е досега, да речеме, најјасното отворење таа дискусија која што тлее во Европската Унија подолго време.
Така да веројатно овие процеси ќе се движат, апропо нашата метафора со шините, паралелно некој период, меѓутоа не можеме да кажеме кој воз ќе биде побрз. Добро, но не е јасен сигнал тоа што еве дури и вице-премиерот Маричич инсистира дека, односно вели дека Европска унија треба да ни даде година или датум како цел достижна реално, и тој инсистира на 2030 како некоја цел кон која треба да целиме, да стремиме. Мислите наше да ја бараме целта. Да, мислите прво дека 2030 е реална, од една страна, а второ надоврзување на тоа би било прашањето со оглед на тоа што од другата страна, од Брисел, не достига прецизен одговор која би била реалната цел за Македонија 2030, е доволен показател дека Европа има други приоритети, дека проширувањето со Западен Балкан сега не е во фокусот и дека тоа е прво војната во Украина, обезбедување на енергетска стабилност, па дури мигрантската криза, климатските промени, се друго е поважно отколку интеграцијата на Западен Балкан. Од вториот дел на вашето прашање, мислам дека од лани имаме промена дискурзивна односно на начинот на кој што тие го поимаат проширувањето. Не би рекла дека се друго е поважно. Мислам дека во дел од овие прашања кои што ги споминавте, во таа сложувалка, еден важен дел е Западниот Балкан. Безбедносно се обидуваат да покажат дека помагаат на енергетскиот фронт, размислуваат како да помогнат, значи не би рекла тука дека апсолутно дека е се поважно. Мислам дека има видлива промена од минатата година. Меѓутоа, она што и тие самите го сватија е дека една декада не се бавеа со Западниот Балкан. И сега е многу тешко, ако сватите дека е овој регион важен, се прават многу интервенции, меѓутоа се уште не е јасно како би го решиле ова прашање. Да не заборавиме, следната година имаме избори за Европскиот парламент, ќе имаме нова Европска комисија. Мислам дека клучното решавање ќе биде оставено таму. Оваа комисија мислам дека ќе се бори да обезбеди поддршка за следната зима за енергетски пакет, како што беше направено и оваа година, да ни помогнат со енергетската ситуација и да ни помогнат безбедносно, да не заборавиме тие всушност почнаа да даваат и помош на нашата армија и така натаму. Ова се прашања во кои што проширувањето стана поважно. Првиот дел на вашето прашање е целта. Да, довршите мислата, па малку околу тоа што не очекува наредната година, велите избори во Европскиот парламент, според сегашното расположение и формирањето на националните влади, десничарите се некако во подем во многу земји, во Скандинавија, во Шведска минатата година доживеа успех невиден на изборите, во Италија исто десничарска влада, може да се очекува некаква победа и на десничарите во Европскиот парламент, а тие се генерално против проширување на Европската унија. Да не заборавиме дека до година, односно претседавањето со Европската унија го презема Унгарија, а потоа веднаш по неа и Полска. Двете земји кои се сметаат за непослушни, па еве и сега шведското претседателство бара начин како да ги дисциплинира, односно како да ги казни поради таа неусогласеност и со надворешната политика и внатре дека ги нарушуваат на некој начин демократските начала на Европската унија. Сите овие процеси неповолно би влијаеле веројатно и на проширувањето на Видете, вака, прво околу изборите за Европскиот парламент. Изборите за Европскиот парламент често пати се вели дека се избори од втор ред во земјите членки. Често пати знаат да изненади резултатот, бидејќи не се тесно поврзани резултатите од националните избори и изборите за Европскиот парламент. Често пати на изборите на Европскиот парламент има многу проблеми сами по себе, излезноста која е исклучително ниска. Често пати се сметаат дека се протестно гласање, па добивате или екстремни гледишта или комплетно спротивна слика од она што е на националното ниво. Така да мислам дека имаме се уште рано да можеме таа проценка да ја направиме. Меѓутоа несомнено е дека имате тренд на земји во кои што имате подем на десната опција, но од друга страна ја имате Германија која што изненади. Така да не знаеме, ја имате Франција која што е некаде во средина. Така да мислам дека од тој аспект е рано да ги предвидиме овие резултати, особено со оглед на новата опција која што ја направи претседателот Макрон во Европскиот парламент. Но несомнено е дека имаме нова комисија и дека тука, она што го споменавте, односно десничарските влади, тука ќе имаат многу повеќе влијание во
креирањето на самата Европска комисија. Тоа што за нас ќе биде исклучително важно и веројатно регионот уште сега треба да почне да притиска, е посериозно да се земе предвид портфолиото за проширувањето од она што беше случај во минатата комисија. А веројатно и самата ЕУ поради Украина и поради новите апликанти ќе мора да креира многу посериозна администрација и многу поголема, која што ќе се бави со процесот на проширување. Ако се вратиме во Македонија, да ви должам термин за одговор на прашањето дали е достижна целта 2030-та, само претходно би се надоврзал. Македонија до ноември годинава треба да го доврши скринингот, почнат лани во ноември, и да го смени уставот, односно да го отвори уставот и да ги внесе бугарите во него. За да се одржи таа втора меѓувладина конференција. Да. И за да ја целиме 2030-та како... Видете, реално ли ова? 2030-та не е цел само на вице-премиерот, кој што споменавте, тоа е целта на македонската влада. Во секој процес на пристапување, односно начинот на кој што ги планирате своите политики, потребно е да имате цел до кога ќе завршите. Ние во некои времиња во кои што бевме многу поентузијасти, во 2005-2006 година, целта на националната подготвеност дека ќе биде постигната беше обично 2010 или 2012 година. Значи, мора да поставите цел, бидејќи ние исто така патиме, од она што и го споменав претходно, развлекувањето на процесот. Овој процес, ако погледнеме оному кога што бил успешен, 2004-2007 до одредена мера, се спроведе во текот на една декада. Значи, не заборавајте, 91, 2, 3, Полска, Словачка, Чешка изгледа многу различно од она што се денеска. Меѓутоа, тие поставија една агенда која што во тој период се нарекуваше Агенда 2000-та, која што ја поддржа и самата Европска комисија, поддржа ЕУ и беше како водилка на овие земји за завршување на реформите некаде до 2002, за да може да се завршат ратификациите до 2004 година. Целта беше друго време, генерално. Друго време беше, меѓутоа доколку во овој нов контекст, минатата година имате руската инвазија, имате нови кандидати, имате многу политички, имате поинакво вокализирање од страна на европските челници за тоа колку е важно проширувањето. И имате земји како што е на пример Црна Гора, која што ги отворила сите поглавја. И имате Македонија која што е споредливо усогласена со Црна Гора и Србија. И ако не можете ни ментално, ни хипотетички да размислите дека 2030 година би биле овие земји спремни да оставиме ратификацијата настрана, тогаш веројатно имаме голем ризик дека овој процес никогаш нема да се заврши. Никој од нас не очекува дека тоа ќе биде датумот кој што ќе го исклесаме во камен и дека после тоа нема да продолжи светот, меѓутоа овој датум и цел на државата е потребен и за нас како надворешни наблюдувачи и оние кои што придонесуваат да креираме притисок, бидејќи не само уставните измени и скринингот. Оваа година вие треба да донесете нова стратегија за правосудство, ова е начин да креирате притисок и врз она што се случува во моментот во судскиот совет, да притиснете дека судските реформи, ако сакате да ги завршите преговорите до 2030, тоа се 7 години во кои што треба да го доведете во ред судството. Јас повеќе таа цел така би ја гледала за нас. Ако сакаме да бидеме критичари, ако сакаме да бидеме скептични, тешко е остварлива, секако во дадените услови, меѓутоа ние мораме да креираме простор во кој што дадените услови ќе се променат. И веројатно тоа е целта. Но доведено е до ниво на апсурд да креирам, да поставуваме цел од 2030, а во исто време да бираме обвинители на начин на кој бираме, да бираме суди на начин на кој бираме, да уриваме рекорди неславни кога станува збор за корупцијата, па уште еве и да ја иритираме Европската унија со начин на кој работи, се користи деловникот во собранието, па се донесуваат закони со европско знаменце, иако не се од европската агенда, па трпиме критики и поради тоа. Несумнено, целта 2030 година е достижна за земја која што има околу 30% колку што слушаме до 40 усогласено со европското законодавство, иако тука имаме никогаш таа бројка варијабилна. Меѓутоа е достижна ако реши дека ќе ги промени начинот на своето делување во многу области. Ако продолжи да ги применува овие практики кои што ги споменавте и селективно да ја користи Европа како оправдување за многу прашања или европскиот пат, тогаш не е достижно. Конкретен коментар на она што се случува, односно што утре треба да се случува во парламентот веќе.
5 закони се носат со европско знаменце. Видете, користењето на она што се нарекува европско знаменце е доста спорно прашање долго време. Значи не е само сега. Ние честопати сме знаеле да го искористиме за скратена постапка на одредени прашања. Сме имале реакции порано, сме имале реакции од земјите членки. Тоа е наша национална процедура. Значи не може да очекуваме дека Европската унија ќе ни директно ќе ни забрани, да речеме. Тоа е процедурата е во македонскиот парламент. Тоа е знак на тоа колку сериозно го поимаме пристапувањето. И мислам дека делегацијата на ЕУ беше доволно јасна минатата недела кога кажа дека истото не треба да се користи за решавање или за надмидување на проблемите во македонскиот парламент во моментот. Веројатно ваквиот начин на користење ќе влијае на оценката која што ние ќе ја добиеме за начинот на кој што си ги креираме политиките, за просторот за дискусија, за функционирањето на парламентот. И веројатно еден ден кога ќе се отвори деловникот на парламентот ќе мора да се допрецизира доколку е потребно користењето на европското знаменце, иако повторно ќе речам, ако погледнеме на мноштво од овие примери кои што вие ги споменавте, изборот на обвинителите, функционирањето на судскиот совет и така натаму, во мноштво од овие примери всушност ние на хартија и некои од овие работи сме ги решиле како што ни кажала, како што ни се најдобрите практики во Европската унија, бидејќи законодавство за овие прашања нема. Но начинот на кој што ние ги интерпретираме и користиме, веројатно не можете да го доспецифицирате до тоа да не може да се избегне и да се креира, да се злоупотребува. Еврокомесарот Вархеј за проширување не критикува денеска и вчера за одлуката на македонските власти да не му дозволат влез во Македонија на бугарскиот европратеник Ковачев. Правилно ли постапиле македонските граничари што не го пуштиле Ковачев и дали издржано тоа што трпиме критики на таа сметка? Јас искрено немам доволно информации зошто не е пуштен европратеникот. Заради навреди на македонската држава и граѓани. Не знаеме врз која е основата на која што му е забранен влезот, бидејќи она што го чувме е дека не ги исполнува условите, меѓутоа не знаеме кои услови не ги исполнува, така да тука веројатно малку би шпекулирале. Еврокомесарот Вархеј не секогаш тој е представник на Европската комисија, Бугарија ја бира Европската комисија, Бугарија е земја членка и секако во многу случаи ќе мора да застани да застапува на одреден дел бугарски да ги застапува бугарските европратеници, така да тоа не изненадува. Иако често пати навраќајќи се на што говоревме на почетокот, го поставува прашањето за многу од нас во однос на како е променето проширувањето. Во 2004 и 2007 се сметаше дека комисијата е најдобриот пријател на земјите кои што пристапуваат. Ние гледаме некоја друга динамика и веројатно ќе мора малку поинаку да го гледаме пристапниот процес сам по себе. Кога Институтот за европска политика би си дал задача или би добил задача да ги лоцира клучните слабости во македонското општество за да стасаме до 2030 во полноправно членство во Европската унија и да направи некаква стратегија, кои би биле тие клучни три слабости кои би ги диагностицирале, бидејќи диагнозата, односно да се прифатат слабостите и грешките е база за да се тргне напред? И која би била стратегијата што треба Македонија да ја однесе на брза шина до 2030-та во ЕУ, за да не се случи поголемо разочарување и пат на поддршката односно раст на евроскептицизмот? Видете, на таа брза шина веројатно имате многу непредвидливи фактори како што е Бугарија. Меѓутоа, мислам дека европеизација, односно реформа на јавната администрација е првото нешто кое што ни е значајно. Бидејќи самиот план, односно концептот на пристапување во ЕУ мора да биде над сите прашања во државата. Меѓутоа, за да ако оцените дека тоа е над сите прашања во државата, тогаш мора да креирате некој политички консензус со опозицијата за тоа како ќе ги водите напред. Земјата која што отпорана, која што ја имаме како некој пример за некоја брза шина е Хрватска, меѓутоа Хрватска уживаше неверојатна поддршка кај земјите членки. Значи, им беше значајна.
И таа успеа во некој доста краток период да ги заврши прашањата, иако има многу критики и таму колку биле завршени. Меѓутоа, мислам дека без работа со јавната администрација не може да очекуваме дека било што од овие други прашања ќе се испорача. Така да во тој контекст веројатно би бил приматот тука, заедно со тој политички консензус со сите актери кои што го поддржуваат пристапниот процес. Рековте дека треба да се има волшебна кугла за да се предвидат случувањата во иднина, меѓутоа еве, имајќи ги предвид сите околности субјективни и објективни, може ли на Македонија да и се случи политички консензус за да тргнеме напред, имајќи ги предвид непомирливите позиции на двете главни партии од македонскиот политички блок и се она што? Меѓутоа, ако алтернативното сценарио е она што веројатно во моментот и се случува на Бугарија. Значи 3 години без влада. Нашата политичката поддршка е таква во оваа земја да вие веројатно за да обезбедите двотретинско мнозинство, а од многу од овие прашања ќе треба двотретинско мнозинство, кои што ќе се отворат понатаму, нема да може да го обезбедите без опозицијата. Така да, веројатно, дел од овие политики нема да бидат решливи, тоа целта на 2030 е воопшто треба да ја тргнеме од масата, ако не успееме внатре да креираме некој консензус, барем за тие прашања кои што се клучни за ЕУ. Видете, не е невозможно. Ако погледнете 2018 година, имаше дел од судските реформи за кои што опозицијата гласаше. Значи, да не заборавиме, ние честопати сега гледаме како некој го гледаме ова како зид пред нас. Меѓутоа, многу од работите кои што беа донесени 2017-18-та поврзани со реформата на судството, не беа тоа револуционерни измени, меѓутоа тие беа донесени со помош на опозицијата. Оваа влада секогаш во овој мандат функционирала со минимум пратеници. Така да не е дека не беше дека е невозможно, во моментот нам ни се гледа, но без тој консензус нема да можеме. Знаете, често пати звучи како флоскула, меѓутоа едноставно ќе биде невозможно. Вие мора да креирате понатаму консензус за тоа кој ќе ги води преговорите, за тимот кој што ќе ги води преговорите, затоа што ако го менувате на секои 2-3 години, тоа е неиздржливо. Ова значи можеби навестува некаква широка владина коалиција по следните избори? Не, јас не навестувам ништо, меѓутоа без што е можно поголем, поширока коалиција, и што е можно поширока поддршка на пристапниот процес, многу тешко ќе можеме било што да направиме пред се за нас внатре. Господине Кацарски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Том.